Колку се важни доброволните противпожарни друштва за системот и како тие може да се интегрираат во него? Ќе зборуваме со првиот човек на Дирекцијата за заштита и спасување. Велам добар ден и добре дојдовте за Стојанче Ангелов, директор. Добар ден, добро ве најдов, благодарам за поканата. Имавте можност да ги проследите претходните прилози. Еве на почетокот, колку се важни овие доброволни противпожарни друштва? За мене како директор на Дирекцијата за заштита и спасување, тие се исклучително важни, поради што имам редовна комуникација со нив, вклучително и средби, редовни средби, доаѓаат во дирекцијата, но формиравме една Вибер група, каде што разменуваме информации помеѓу нас и денес во Словенија се наоѓаат 33 доброволци пожарникари во соработка помеѓу Дирекцијата за заштита и спасување и Словенечката цивилна заштита. Замина завчера, ќе бидат таму неколку дена на интензивна обука за гасење на шумски пожари, така што и нашата соработка со доброволците е практична и во делот на тренингот, но се разбери тогаш кога на татковината ќе биде најтешко, кога низ државата ќе беснеат пожарите. Колку, кога веќе ги споменавте пожарите, колку во таа сезона на летни големи шумски пожари државата, дирекцијата, државата воопшто се потпира на помошта од доброволните противпожарни друштва? Во овој период не многу, бидејќи постојат повеќе специфики, но времето на гостување е кратко за да ги елаборирам. Генерално, сепак се потпираме на професионалните кадри, а на многу места помагаат и доброволците, но мојот личен став е дека тие може да бидат многу повеќе употребени, затоа што постои желба, постои елан кај нив да бидат вклучени во справувањето со пожарите на отворен простор и со шумските пожари. Се разбира дека и тие се живи луѓе кои што мора да остваруваат одреден доход, како што можеме да го слушнеме председателот на доброволното друштво од Чаир. Тој денот кога гаси пожари губи од својот бизнис, односно го затвора својот дуќан, така што тука настанува еден од проблемите, бидејќи ние како дирекција имаме лимитиран буџет за овие намени и можеме да ангажираме одреден број на доброволци од одреден период. Кога буџетот би бил поголем, би можеле да ангажираме повеќе доброволци подолг период, но јас активно ја разгледувам последниот период можноста дневницата, која што сега околу 4500 денари заедно со хранарина и дневница, да биде драстично намалена и да имат можност да се пријават и активно да учествуваат во гаснењето на пожарите повеќе доброволци, но за помалку пари, со тоа што сите оние кои што се во работен однос, денот кога се ангажирани на гасење на пожар, треба да си ја добијат дневницата од матичната фирма во која што работат, без разлика дали се работи за државна фирма, односно дали работат во државната администрација или работат во приватни фирми. Само на тој начин тие би биле стимулирани да учествуваат во гаснењето на пожари, бидејќи во спротивно ги губат парите кои што ја сочинуваат нивната базична екзистенција, бидејќи секој треба да се грижи за своето семејство. Ако некого ние ангажираме десетина дена на гасење на пожар, ако тој работи во приватниот сектор, најверојатно ќе биде избркан од работа, бидејќи многу малку приватни стопанственици имаат разбирање за тоа отсуство на нивните вработени. Од друга страна имам разбирање и за нив. Кога вие би имале кафич, имате неколку келнери и замислите 20 од нив да се доброволци, во тој период кафичот нема да може да работи или ќе најдете други, но комплексна е темата, се обидувам вака сликовито да објаснам, но јас ги поздравам сите иницијативи кои што одат во насока на развој на доброволното пожарникарство и како дирекција правиме силни напори истото да го развиеме. Како е можно во една држава како Словенија, да речеме, која што и по број на жители, па и по територија е блиска со нас, да има 200 и нешто илјади доброволни пожарникари, кај нас да има и 2000? Одговорот е многу едноставен. Јас ја имам посетено и Словенија, сега на 21 повторно има еден голем настан кој што го организира нивната цивилна заштита, повторно ќе бидам во Словенија, но ја посетив и Хрватска и одговорот е многу едноставен. Словенија и Хрватска биле дел од Австро-Унгарското царство, додека ние сме биле дел од Отоманската империја. Разлика во менталитетот. И дури имаме една специфика во Хрватска, онаму каде што се протегале границите на Австро-Унгарија, има
би рекол огромен број на доброволни вакви здруженија, друштва и доброволци пожарникари, на останатите делови бројот е драстично помал во една иста држава, тоа е Хрватска. Се работи за традиција која што е негувана со можеби векови, стотици години наназад, и ние сме, би рекол, на почетоците, но треба да работиме на тој план, бидејќи за нас како држава е многу поевтино кога би користеле доброволци пожарникари и кои што би биле честно платени за нивниот ангажман. Но вие плаќате одреден број на луѓе кои што активно учествуваат во гасењето на пожарите само тогаш кога нивниот обем и динамика е многу голем, остатокот од годината како држава немаме трошоци. Така што овде имаме, би рекол, троен интерес, пред се нивната желба да помогнат на татковината, втората за тоа да бидат праведно платени, а третата е интересот на државата кој што за многу помалку пари добива многу повеќе, бидејќи да плаќате пожарникар 12 години за да биде активен само 2-3 месеци во текот на летото е многу поскапо. Колкав е интересот кај младите луѓе за обуки за доброволни пожарникари? Па кај младите генерално интересот во сите вакви сфери е значително помал во однос на децениите порано, бидејќи ние и кога јас бев во средна школа имавме посебен предмет одбрана и заштита, каде што се учеа многу работи со кои што денес младите се запознаваат можеби на социјалните мрежи, но не е исто кога таквото запознавање би било делом системското образование или вака кој како ќе налета на Facebook, на TikTok, на Twitter, на Instagram и така натаму. Јас кога одев во училиште имавме еднаш годишно или два пати годишно акции наречени Сите во одбрана и заштита. Целиот град, целиот регион, една сабота во месецот беше активиран, нели, и практично го држеа населението во кондиција за не дај Боже ситуации. Тоа го нема веќе со децении. Има ли можности или размислувања такво нешто да се врати? Ќе биде ли тоа од корист? Не само размислување, тука има, би рекол, активен процес и активни обиди повторно овој сегмент да биде вратен во образованието, на кој начин, со која динамика, во кој период од образованието дополнително ќе се разгледува, но веќе и сега постои ваква иницијатива и јас сум оптимист дека во наредните години повторно овој предмет или стекнувањето на овие вештини, вака грубо делува кој ќе кажеме ние наставен предмет, но овде се стекнуваат вештини кои што може да бидат животно корисни за населението, не само за младите, за сите. И јас ќе укажам на еден друг момент. Јас сум представник на државата во Комитетот за отпорност во НАТО, во седишето на НАТО во Брисел, и последните години на отпорноста или резилиенсот се дава огромно значење и се потегнуваат некои мерки кои што во Југославија беа применувани редовно. Јас го памтам тоа време, иако сум бил млад. Во суштина, некои работи кои што порано биле активни и конкретно и во Македонија, треба повторно да бидат вратени, и тоа на голема врата, особено со оглед на новото обкружување, она што се случува последните години, големите војни кои што се околу нас, зголемениот безбедносен ризик, но и глобалното затоплување кое што предизвикува сосем поинакви ризици, тоа се ризиците од пожари. Пред нас е летната сезона, времето на пожари, период кога вие имате најмногу работа. За жал, подготвени ли сме за летово? Сите ресурси кои што ги имаме на располагање како влада се подготвени или пред подготвување, кај конкретно 2 трактори треба набрзо да бидат вратени од сервис, моментално се наоѓаат во Загреб, но како и да е, средината на јуни, кога почнуваат првите пожари, посериозни пожари, ние ќе имаме 3 трактори како дирекција и 4 пилоти. За жал, еден пилот, поради драстично поголема плата, ја напуши дирекцијата, иако и нас мислам дека платата му беше околу 3200 евра, што е, би рекол, солидна плата, бидејќи по моето доаѓање на чело на дирекцијата, благодарение на силната поддршка од премиерот и владата, добивме двојно зголемување на платата на пилотите, но еве наредното лето тој си најде работа на друго место каде што ќе има
повеќе кратно зголемена плата, но ние како влада можеме отприлика оваа плата околу 3000 евра да одвоиме, бидејќи зголемувањето плата на еден пилот во ДЗС понатака ќе имплицира компликации и во армијата, и во полицијата, но се уште јас сум задоволен, имаме 4 пилоти, со еден сум во активни преговори, очекувам, би рекол, најдоцна во текот на летото истиот да биде вработен во дирекцијата, а потоа да продолжи со обуката и за наредното лето да имаме плюс еден пилот, со тоа што во овој момент имам активни разговори со дополнителни 2 пилоти, но и со 4 авиомеханичари, бидејќи и овде сме дефицитарни. За жал, минатото лето почина еден многу добар авиомеханичар и добар прво како човек, потоа извореден како мајстор. Еден заминал во пензија, како што заминал во пензија, заминал во овие мокните компании, бидејќи таму платите се повеќе кратно поголеми. Но тоа не треба да не обесхрабрува, јас верувам дека и меѓу младите луѓе ќе има заинтересирани за ваквите работни позиции, сепак ќе им треба време да се обучат и да се стекнат со искуство. Токму така, се согласувам со вас. Она што исто така ме интересира како прашање е тоа дека постојано се нагласува немаме доволно опрема, нема доволно возила, нема доволно напртњачи за гасење пожар. Од она што го видовме од прилозите, излегува дека, па и не сме така за жалење, дека во некои места, во некои општини има доволно опрема, еве како во Куманово имаат опрема, имаат возила, имаат се, немаат луѓе. За прв пат во државата оваа година набавив 1000 нови напртњачи, и тоа современи, какви што порано немало, односно и минатото лето имавме една донација на 250 такви напртњачи, кои што наликуваат на борбен ранец, во кој што има специјална ПВЦ вреќа, која што во случај на дупчење може да биде заменета, кој што има домет до 12 метри. Набавив ми нови метли, противпожарни метри со огноотпорна гума, со држка која што се расклопува и лести за транспорт, така што значително сме подобрени во овој дел, но јас како што веќе реков, мојот фокус е оние ресурси кои што ги имаме да ги ставиме во функција, бидејќи сведоци сме дека минатите години, еве на пример, тракторите не беа во функција. Ние имаме и одреден број на дефектни противпожарни возила, каде што постојат обиди истите да се поправат, но верувам дека следите постојано во медиумите се објавуваат различни донации или набавка на противпожарни возила. Состојбата генерално се подобрува, но дали има доволно нема, ниту некогаш ќе има, затоа што една многу помокна Грција или уште помокна Турција, никогаш немаат доволно противпожарна опрема, особено овие големите средства како што се противпожарните хеликоптери, авиони, бидејќи пожарите кои беснеат со сета своја силина, тогаш вообичаено сите држави, вклучително многу помокните од Македонија, бараат меѓународна помош. Така е, имавме можност тоа да го видиме, па дури со една Шпанија минатото лето, кога имаше огромни пожари таму и кога се вклучи целата. Насекаде се бара помош и ќе ве потсетам на големите пожари во Соединетите Американски држави, Лос Анџелес, така каде што елитни населби беа зафатени со пожар. Замислете една Америка која што е навистина споредена со било која европска држава во делот на ресурсите далеку поопремена, не можеше да се справи. Има многу специфики, но кратко е времето за нивно објаснување. Во секој случај, пожарите, особено оние големите, шумските, се нешто што најмалку го посакуваме сите, а најчесто се предизвикани од човечкиот фактор. Речи си без исклучок, односно, да бидам попрецизен, имаме сведоштва на неколку пожари минатата година. Еви ова година веќе имавме таков пожар од удар од гром. Од удари од гром останатите се безмалку сите од човечки фактор, и кога зборувам човечки фактор овде на неколку нивоа, пред се ненамерни. Намерните се во помал број, но постојат, каде што мотивите се движат од патолошки до многу почесто криминални мотиви, и еден од факторите кои што јас ги идентификувам, бидејќи веќе 5 години, ова ќе ми биде 6-та година како ги водам пожарите, оному каде што дрвократците дивееја, благодарение сега на новата политика на национални шуми, каде што е нанесен силен удар на шумската мафија, тие ги палат шумите, оние кои што претходно ги секле за криење на
доказите од кривичното дело противправна сеча, бидејќи кога ќе изгори одреден простор, вие не знаете дали дрвата претходно се сечени или изгореле, и тоа можев да го идентификувам на некои места. Невозможно е на Сковска Црна Гора се убивме во наводници од гасење пожари. Невозможно е тие сами од себе да се појават. Знаете, на едно место гасите, на друго место се палат, но имавме и опипливи докази дека некои од нив се подметнати, но многу тешко се обезбедуваат докази на суд, бидејќи најчесто доказите горат заедно со пожарот, заедно со природата. Јас ви посакувам лето со помалку работа околу пожарите, бидејќи еве го пред нас е за месец дена доаѓа таа сезона летна, ви посакувам помалку работа околу пожарите, но затоа пак посакувам да имате многу повеќе работа со едукација на населението за справување не само со пожари, туку во сите ситуации во кои што е потребно да знаеме сами себе да се организираме. Јас сепак би додал, за жал, убаво е тоа што вие го посакавте, и јас го посакувам истото, но суровата реалност говори дека вегетацијата надвор е висока 1 метар, грмушки, трева. Во јули, средината на јули, таа нагло ќе се исуши, ќе имаме огромна количина на горлив материјал, доволна искра да настане катастрофа, но ќе искористам оваа прилика првпат во оваа престојна пожарна сезона, уште еднаш да апелирам до сите граѓани кои што имаат куќи или викендици претежно во напуштени села, да ги искосат своите дворови, па уште подобро е да ги ископат или да ги изорат со мотокултиватор, со трактор, за вегетацијата од надвор да не доаѓа до куќниот прак. И барем, ако дојде до појава на шумски пожар или пожар на отворен простор, доколку се работи за травнат предел, огнот да не дојде до вратата и оттаму да зафати вратата или гредите на покривот и при тоа викендицата да изгоре, бидејќи трошиме многу голема енергија спасувајќи и вакви стари куќи кои што реално и немаат голема вредност, имаат повеќе емотивна вредност, бидејќи таму живееле баби, дедовци или родители на луѓето, тие одат таму повеќе да евоцираат спомени, некои ги поднаправиле, ги реконструирале, ги обновиле, ги користат како викендици во кои што одат често. Нека ги средат своите дворови, на тој начин ќе ни помогнат и нам. Ви благодарам што бевте дел од нашата емисија. Ќе се видиме и во некоја следна прилика секако.